Расте бројот на мозочни удари во регионот. Лошото особено силно удрило последните 2-3 месеци, кога дневно диагноза удар им се пишува речиси на по 20 пациенти. Освен што ги има повеќе, на нервното оделение се хоспитализираат се помлади. За жал, возрастната граница со текот на годините оди кон помладите луѓе, што значи дека луѓе веќе од 45-та година на натаму, кога се во најпродуктивниот период од својот живот до 60-та година од својот живот, се веќе потенцијални кандидати за мозочен удар. Ваквата состојба е резултат на многу фактори: наглите временски промени, лошите животни навики, но и малку водење грижа за сопственото здравје. Беше на специјалист, на интернист. За притисокот ми беше висок и вика, Савале, кој ќе станеш рано, одма да го пиеш шапчето, а ја не го пијам, за мене пладнето, на мене ми се качи притисок. Еве сега ми е качен притисок. А токму ова е ризик фактор број 1 за добивање удар, покажуваат здравствените анализи. Резултатите покажуваат недобро контролирана гликемија, значи недобро контролиран шеќер во крвта. Исто така покажуваат недобро контролирана хипертензија, значи и покрај терапијата одредени од пациентите имаат зголемен крвен притисок и покажуваат абнормалности на ЕКГ-то, што значи дека и срцевата работа кај дел од пациентите треба да се регулира со таблетарна терапија. За навиките да се сменат, Сдруженијето за заштита од мозочни удари денес во Штип организираше бесплатно мерење на крвен притисок и ЕКГ. Многу убаво, поготово за постари луѓе, одлично е. Супер е, така треба почесто пати да вршат контрола на пензионерите, да. Денешните контроли покажаа дека голем број овдешни жители се потенцијални за добивање удар, зашто одстапување од нормалните вредности има кај секој трет пациент. Поради ова, внимателноста мора да е на највисоко ниво, зашто болестите на срцето и крвните садови, во кои спаѓаат и мозочните удари, и понатаму се причина број 1 за смртност кај жителите од истокот.